Kad са биле... Добро вечер. Се наоѓаме сега моментално во Малогарје, во куќата на дедо Киме, тоест со неговиот син, кај Чичко Стојан. Еве го Чичко Стојан. И Стрина Митка. Друштво овде во просторијата ни прават Томе, Владко и комшијата Стојан, Бартучет на Славе и на Делчо од Врсаково. И јас, новинарот Миланчо. Се разберам. Сега ќе почнеме интервју да правиме со Чичко Стојан од времето на дедомите па наваму. Чичко Стојан, дедомите колку деца имал, колку машки, колку женски? 11. Чекай, 9 души са. Тука, Чичко Стојан. Мушки 9 и две девојчиња. Две девојчиња, 11. 11. Ето така. Каде живеат тие? Каде во тој период живеа? Сите родени се овде во Кнежево. Сите се родени там, дури јас сум се у тај куќа родил. Во куќата на дедо Марко. Там на дедо Марко. Там у тај истата куќа, куде са тие 9 души, татко ми е бил домазет. Овде. Овде е после дојден. Значи татко ти кога си имал женето дојдене во Малогарје како домазет. Колку деца сте вие? Колку браќи и сестри имаш ти? Ја имам 3 сестри, 2 браќа. 2 браќа. Дали ги знаете? Дедова двојица. Абе, чути ние за нас си он прашува човек. Чути ти. Дали ги знаеш децата на твоите први братовчеди? Колку деца имале, например, браќата на дедо Китан? На дедо Киме, колку браќи? Нивните деца, дали ги знаеш по колку деца имале? Само ги знам овие првите братовчеди, тоа е све попрскано. Да. Значи, ајде да почнеме поред. Кој е најстариот? Дедо Ѓорѓи, така ли? Дедо Ѓорѓи. Колку деца има? Јачи. Поред. Те бре чудени. Поред. Добро, малце, еве, Истрина е малце. Јаким ли е најстар? Она не е уклопена у... Ако Истрина ќе каже нешто. Да ја разработиме. Да. Има една поговорка, вика, не ми треба енциклопедија, жената знае се. Тоа е бабата. Дедо Ѓорѓи колку деца имал? Од прилика, дали знаеш? 4-5. Пандурка, Марика, Стоиле, Иван, 5-6. Дедо Китан, поред, кој после идат натаму? Та нема кожа. Дедо Китан има, значи, околу 8 деца. Дедо Лазо? Лазо, него се помогу. Лазо има троица. Божана и Пано. Мушкарци. Павле. Зависи какво е имало струја. Да. И едно девојче. После кој е по Чичко Лазо? Дедо Тодор колку имал? Прво е Ѓорѓа. По njega е Борис. Добро. Браќата тие 9 души. По Бориза Јаким. По Јакима Тодор. Па од тој по Тодоро Киме. Па една сестри мало постара од тој помеѓу ни сестрите баш не знам. Двете сестри. Една иглика, една велика. И Лазо најмал ли е Лазо? Или дедо Марко е најмал? Марко е најмал. Сите тие носат надимок Срндаци, така ли? Николовски. На Николови. Како го добили името Срндаци? Срндаци, тој как бил некако некој Павликът е бил некој ајкили са биле нешто туе у некоја ајка, значи, дали е човек има баш не знам точно што е и фанал срнче. Тај. Дупка ли е било тоа? Срнчето, туи са биле сигурно по ја некоја потера, ја са кумити мале, ја нешто, кој знае како е било. Абе, така са си. И фанат срнче. Тај деда Никола. Зборувај, јас ги снимам сите пак како те слушат. Зборувај. Деда Никола фане срнче и ga принесе и турци. И мало па и турци. И срнчето го фанали и турците рекле Срндарт. Име Срндарт од такво дошло. Машко била. Шо луѓе биле Срндарци? Дали биле добри луѓе, лоши луѓе? Средни. Поштени људи. Значи најпоштените луѓе.
Што каже, лъжа нема у njega. Од срандаците имало ли некој комита? Па Комита, Ја титулата чета на Ѓорѓија. Ѓорѓија е бил с чутите. Четата. Добро. Има право истина да каже. Ѓорѓи е бил Ѓорѓе е бил- може да каже. четник. со кого е бил Ѓорѓи? Со сминоте. Да. Подметнал се да спаси татко му. Татко му го тржиле комитите да го утепат. Зошто го барале? Зашто комитите, две странки. Од една страна Мино држал србите. Од бугарите комитите, Да. ако вие наши избегнени од овдева, кој има кас од овдева избегал, комшијата останава овдева и се проке njega упути се там горе, уклопи и ga тога збришат овдева, ако имат ga на нишан. Да. Ако се работува, например, Ако со се србите, бугарите го тепат. Ете така. Ако се работува Помеѓу со двама. бугарите, Ето. србите го тепуват. И ноќески ќе легне да спие, не се знае. Едни чукат Направо. срби. Значи Мино, друга чета, па пред Миноте па други имале. Зошто куќите имат по две порти? Куќите имат по две порти, ради ако дојде да чукне на оваа врата и он низо на Да избегне. се спаси. избегне. Ајде да се вратиме малку назад. Како дедомите бил сакале да го тепат? Домите бил Мино војвода и како бежанец се рачуна. каде бил сокриен? Он е нешто се туи, нешто по Бугарија, нешто па и туј човеко. Колипка се имал тамо, штити се, Колибата у Срандаци ли е, така ли? не е таму долишта. Каде е тоа место? Тој се вика Кратовски дол тамо, там имал Крие колипка. се там ден, И лепче му поднасат му однесат. да се штити. Па добро, комитите кај се го нашле со бајонетите кои сакале да го пребудуваат? Во колибата или тука во селото? Комитите и дошел, јавил се човеко. Тој дома он ишел и по Бугарија, ама како работник тамо. Комитите го тржиле он случајно да си види фамилија дома. Навечер. И они ga затечат овие джандарите српски. Српските джандари ga затечат. И овај што ќе направи? И мало командир. Командирот како штитил ga малку njega да избегне. Онај некој мало ускре командиро потака и почнал да се качуе по тамани на там навамо. И овај полека од малата врата Измъкне се. и избега. И када избега и падне му тој луличка си имал, падне му тој и овие пукљава па пуцале по njega. Ама овај Ама се смотал ние. смотал се и утекал, спасил се у тој момент. После по други пут привикале избега комитата. Комита ga викале njega, джандарите. Што му е втор надимек покрај Срандак, веќе и комита. Комитата избега. Значи речунане ga дека бежанец и комита. И избегна. После по други пут не могле да ga најдат дома, а оприметиле некако да се тудева појавља. И си кажуе татко ми, он 13 година е роден. И у сламата, чеке, у сламата имало оплемња слама. И овие штиковете, тој, ножовете, Ама он ливоко. не е длибоко, не е ни бил тој. И овие, не бе, избегање он настрана. Да не е у сламата. И овие стражење. Муат со штиковете, муат, не могле да го пронајдат. Значи, спасил се. А баба Ѓорѓилена зашо е тепале? Баба Ѓорѓилена, за Марко инвалид е, Да, од тоа. она била бремна. Значи баба Ѓорѓолена е сопруга на дедомите. Сопруга. И зашо е тепана? Тепана, Зашто он бега? Оте го криел Он бега. дедомите. дедомите крие. Која година дедомите умира? 50. 50. 50. Со Делбори заедно, истата година. У иста година. 50. Значи оди со Делборис. И тоа на 18 март умира. Така. Он се криве, днес го затекле, вол клале. Друго нешто поинтересно, што ќе ни кажеш за срандаците? По-интересно и после За брат му на Делмите како бегал на Кепаланка. тој избегна, он се оженил там. Значи, жена му Ама умрела. тај катил бил, мијалко. Аха. Ај кажи Слушај. стринати. И Ставиле га, чуте ти не ме гази мене, ти кажу. нема газење, кажи чекай. слободно. Да. Нели ставиле га у село одборникте тај Во мијалко. кое село? Па оте книжево, А, у село Книжево. Книжево. Да. Добро. те тај мијалко. Ставиле га одборник у селото и он
Що ќе прави, а па ние, наша баба е од Студени дом, што га викат. Не го знаете. Па вие знаете? Не, добро. Вие сте мали, оти не знаете. Ние, баба наша, на мајка ми мајка, имат ливада, чекај, тој ти го сустиш. Ливада имат под Милевските куќи, Милевци, не идна. Крвачко. У Крвачко, добро. Имат ливада голема, овие пуштат надоле, пасат го ливадата. И она данас јутре, она се кара, Илинка во име. Она се кара со нив, не дава да го пасат, не дава да пуштат. И Мијалко што направил? У миналото, то у миналото, чекай ти кажи. У миналото тој време. И он прашава njega, a taj Николатија што ти кажува од Милевци, таа е у Четницата. Четник, минал. Што рекле да направимо, се карат, се не дават, така. Он рекал те тај Милко, фанете, утепете бе, утепете го. Те таа нашата баба идна. Абе, фанете, утепете, рекал. Ке овие рипнат човеците, тие Милевци ги викат. Рипна, она си ушла жената на пазар сабала. Крато. Овие вечерта фанат зачекат го нам до човушки куќи одава, ту гората. Зачекат го на пут, она си купила рукатка, нешто, не знам што носила, у руки. Овие го зачекат, дрснат го надоле на подпуто, обесат. Нашата баба. А onda си имала дечиња му останале мали. Колку деца имала, знаете ли? Мојата мајка Магда у име беше. Една Мирса, там беше некуде оној. Там на Подкратовска најде. Мирса, Стојан еден Пано, еден Петре, тие са деца ној, останал цираци децата. И од таа причина сега Мијалко го прогонува, така? Мијалко рекал, да. Он се после оженил там. Рипне Мијалко рече. Таму жената умре од нева и там се отишел у Паланечко и там па Паланечко па минувото па не. Таму Бугарско. Минувото не. И од тие причини го нападат Мијалко, значи е единствен срндак што го има напуштено терено тук од Кнежево. Напуштено терено, дурачка река отишел, а због како е не знаме. И друго прашање многу интересно. Како љубовта било во тоа време? Како се зимале браковите, како биле? Браковите се биле на овај начин. Во споредба со денешните. Сад тај деда Мијалко што отишел у Паланка. Таму што га кажува бабата, што кажува Баба Митка, Баба Митка. Да. Отиде таму и он се уклопи у Паланечкото таму. Таа жена имала и некоја дуќанче имала си нешто. Абе, ако таа била си како Мејанчујка некоја. Не, зборот ми беше како у тоа време љубовта се развивала меѓу младите. Како на пример ти си ја земел Стрина Митка, како бил со зговорници ли е било, на собори ли? Ја раскажу на поред. Ајде. 5 стрини имам ја таму. Значи од Паланка. Од Паланка. Значи сите стрини со Паланка. 8 души са овој. А кој е бил зговорникот, главен, кој е бил? Од там некој. Ту ја малку греши, они не. Браќа се биле. Дали са 9? 8 души са. 8 праќа, 8. Девети јога вика татите. Не, 8. Девети јога татите вика девети. 8 души биле. Се 5 стрини од Паланка се. Од Паланка, дурачка река. И од онам станци. Од станци од таму. Ама тајде за Мијалко. Како отиде там, уклопи, значи с некога таму. Уклопи си там со тие и овие свите невженjeni одева, само старите биле. Најпрво дојде за да Значи на сите братанци, внуци, жени и обезбеди и прати и наваму, така ли? Од там ги пронајде он. Значи он главеџија како там. Главеџија значи со добро и вратил. Иако значи он го напудили од тука, значи со добро и вратил назад. Он почна да си па напудиле сега ма тие други, они не сега овие штитиле, значи туриле го на кас. Рашените други што имаш. Слабо пиете нешто. Това препишеница ли е многу баа ракија? Не. Не ли е препишеница? Многу баа. Ти ми ја си бисетина. Чичко Стојан, дали со некој од внуците на Мијалко вие денес се знаете, се поштувате ли? Никога не знаел, но дека не се е видел с никога. Не, тај командиро на милицијата, ама тај сак се погинал, друг си бил. Тај се од Срндаци викали, и Срндаци ги викале и тамо. И тамо Срндаци, знаеш. Ето така. Што е бил
Значи Срандаци ги има много луѓе ги има имало само тај. Каде знаеш на друго место Срандаци дека има? Во кој градиш? Тај нему баш син нему, значи од ќерка негова. Ето, не, од ќерка негова. Па на Великој тај. Велики нели? Имаме слушнато од нашите родители, некоја кладба имало за некој магаре, кој на пример магарето еден ден многу рикало. И кој го е носил? Да, кој го е носил, да, кој може да го тише. Може нешто за тоа да ни кажеш? Тој дедо Лазо го носил. Аха, која причината била? Сак, таа стрина што е за дедо Лазоте била. Мојот татко ишел, зашто младзинка, они се па достасани. Сите по 17 години. Повише пред војската се жениле, тагајќи во тој време девојчиња отслужили војска и ако нема занајат нешто ја да свири, ја да игра, тешко се оженува. Значи мора да има нешто како или да свири со човекот нема и овај Ги држи. мојот татко како отишел и таа стрината што била за дедо Лазоте, погледнала, рекла овај човек како водила од којдунци, банка од којдунци. Ако другите стрини, одија. Банка. Гледање И шо кажа? рекла од njega ne tela, земе сега деда Лазоте. Нега. Ево ка рекла. Ја рекла за овој не иду, овој правен муж. За Лазар дека е прав муж. Не, за да Тај мојот Рекла овој правен муж, ја за овој не иду, стрелинка. Аха. И сега стрелинка за кого? За дедо Киме или за дедо Лазо. За дедо Лазо. А мојата мајка Киме го гледал за него вашиот татко е гледал за него. После мојата мајка одовде од Малогарје, он тај дедо ми немал синови, патки земе си го овој ќерката го дадете у Срндаци. Овие и домазет, мојот татко у Малогарје дошел. Ете така. А јас сам роден там една година сам бил и после татко ми дошел на вамо. А шо би дело со магарето? Со магарето било, па ја не знам како се дали се кладиле баш, и он га фане деда Лазо едната нога, и наравно тај вредно мужиште бил, четворно, и фане носи магарето. И кај го кача магарето? И па сигурно на некој чар да кога да дема кода. Чекај, ајде господин Стојан сега ќе каже нешто. Он пресен, знае приказката. И па тоа се за на некој празник да е ту овден било како е било. Кладеле се тие четворица или петина са браќа тој после у селото што биле. Село што се останале. И кладеле се на 3 кила ракија. Аха. Кој ќе дигне магарето да го донесе на чардо да му дадат. И деа Лазо рекој ја ќе го качу. И отиде за чукуши магаре, однесе качи на чардак. И имало е циркус и смешки тој време, со тој се занимавале, не имало некој... Много бил паметен. Играчки не се имаат. Не се други играчки имаат. Чичко Стојан, значи ќе испадне Срндаците дека биле многу големи љубовџии. Па Познати секаде, големи мажија. големи и после богатство не како сами биле и Колку површина имале, знаеш ли? Ние од некој кажување имале, кажувате дека не дека околу 500 хектара шума имале. Нашто пишуе овде во Срндаци 18 хектара. Вкупно не домите колку имало тоа време. Не може да знам тој. Не знаеш. На 18, а на 9 9 дела 8 души по 20, по 20. 8 по 2, 9 дела се вадени. Дедомите 9 дела. По 18 По 25. По 25 ли? На 14 по 25, значи неколку 500 пак ќе дојде. 9 по 25. 9. Значи 235 хектара сте имале површина. Површина. А како е било тоа со свинчето дедомите кога вршил привраот? Кажуваш во дедо Марко. Многу му досудувало некој. Некој свинче му досудувало многу на привршењето. Што му има направено? Не знам, тој не сам упознаен. Аха. Со тај работа, зашто? Не ли знаеш за лутата чушка кој му е... Натрljao mu ga za ljuta čuškата. Господин Стојан знае. Како било, кажи? И па досадјало му рило му враво и немало што да направи, пат ке утрља му некоја лjuta пиперка на газо и свинчето избега од враво да лего досаѓа више. И после колку време се врати свинчето? Поема нема, но сигурно на недела после. Значи има многу приказки за срандаците. Чичко Стојан се срами кога не сака да каже некои работи. Кажи некои поинтересни работи, моменти, што се случиле... Моменти, после, како се
Значи ние ги како вредни човеци рачунале, шумар ќе појде од Кратово и си тај имало некој паланечки шумар во тој време. А ако загину, рекал, ќе ме траиш од Црндаци. Значи Црндаци може да може. ме тепат. Они може да ме тепат и така. И си ги имало предвид у општината, значи ако тај шумар... Значи изјава да дел тамо. Изјава да, он нема да го тепа и друг да го тепа, ама Црндаци како на... А да прашаме нешто за комитлуко на дедо Ѓорги, за вашиот чичко Ѓорги. Колку време е комитлувал и во кој период и како загинал, дали знаете? Он си од свој болест умер. Аха. Ја така... Знаеш. А колку време е бил заедно со Мино војвода? Мино Комитлувал. не знам баш точно колку години е држал. Со Ѓорги. А пред Мино за тие комити, знаеш ли, пред Мино? Пред Што Мино- биле Никола Карев тука, Пито Гули, Вајдел тука Тие што се држале? малку понапред и тие... Понапред, пред 1903 година биле тука. Пред минута еден Дончо. Деда Ѓорѓа ишел на... И тој га кажува мојот старец. Да, кажу. Ишел на пазар. Добро. Овај Чичо Ѓорѓија. Чичо Ѓорѓија. Иде на пазар и дошле и жив бил тај деда Никола, свекаро на Баба Ѓурѓелено. Добро. И Значи татко му на дедомите. на дедомите. Добро. Дедомите га нема тој. Тај Дончо бил војвода, се викал. Водил чета. Дончо војвода. И чукале на врата. Ќути. Абе бега тој понапред. И Како? чукнале на врата, она рекла ја не смеу да отварам. Бабата. Баба Ѓурѓелена. Рекла Не дроби, Стрино не... Стриновитко, не дроби остави. не смеу ја да отвору. Идете, рекла, свекар ми ја нам при овци на колиба. Идете, а овие спале, дедо Киме, тие децата си унутре биле. А деда Никола бил тамо со некој дете. И он дошел, привикал снао, отвори. И она отвори Баба Ѓурѓелена, како видела свекаро. Деда Никола бил свекар. И пари тражиле. Рекла она, детето иде на пазар, току зема, току и тај Дончо бил, земе го ги тие пари. Од не, зема, пред минуте. Епа, Ето дал, така. ако не даде, не бил. Ако не даде, Не бил. так ври... Значи ако не дава, Абе, многу војводи биле оде. А зимуниците дека биле тие, на комитите? На комитите биле колибите. Колибите. Овам еден дедо ми кажуваше на мене, Ананија се викаше. Njega ga викале у тој време. Тај Ананија и Мите са биле врсници. Ако не дава, ако не дава, И училе ги, со жик, нели вика, со жик ќе ме бодат. Ужежат. училе ги таму у станци, килии се вика, местото станци, под дртавица таму во освојњата ги училе, имале колиби комитите. И како да се вежбат, да се борат против за Македонија. Тај Атанас кад е бил бабата, после ги викаат тие старци, ама не могат ништо да објаснат. друго нешто интересно за Црндаци, да ще е искуштено да не кажеш. Покажувани, тај старец ми на мене кажува, ако немаш пушка, па шашка ти усправиш да ги измаат турците. Значи то училе у тај. Шашката, она се гледа што повише народ и војска и кој има пушка има, кој нема, да може да се измаа, па шашка ќе мериш на таму. Ајде да направиме една мала пауза. Сега Столе да каже нешто за неговите. Он има иначе рода во Врсаково, Слави и Делчо му са први вртучеди. Потекло и мое не е те мало и ние сме големо потекло. Дедо ни е и он дојден овде у Малогаре од друга страна. Останале са сираци, двојца браќа бега и шле по Румунија по пешалка на таноам. После по тој да Трајко дошол кој војвци му овде у Малогаре и војци са му дале овој нешто малку место, после придол. Вашиот дедо се вика Трајко. Трајко. А таткото ваш? Татко наш Јордан. Јордан. Унук е на Трајкоте, дедо ми е Митко на мене, беше ја ние парадедо ми е Трајко. Како се живее денеска тука во Па Малогарје во денеска Кнежа? јас с поголема фамилија тешко се живее. Тешко. Децата доаѓаат ли? Па децата се скоро сите тој 5 сина и 3 ќерки имам, 8 деца имам. 2 ќерки имам женени и 2 сина, ама ќерките се веќе можени на страна са у Кратово са
Синовите се сами тој. Работат нещо. Нешто. Нема работа. Нема работа. Што да кажем на твоите Врсакова, да ги поздравиме ли? Па поздрав пуно, па. И нека са живи и здрави. Да. Чичко Стојан, ти што ќе кажеш сега за живењето денес? Денес е Ние што смо работиле за време овој Титовото. Значи, што спечалимо, работимо, до пензиички дојдомо, а у овој време сак смо пензионери. Да Киревото, еве како почнава. Овој шу пензија, напред работимо, ја 30 години работник државни. Шумско цртеше. Тамо, значи, нема што тој. Кој ни јадења, таквија работа идеше, вишеци, плати. Убаво беше, значи. Убаво беше, така. А сега за младите е многу тешко. За младите многу тешко. Познаваш ли некој од овие срандаците на видни позиции, изучени луѓе, да се низ Европа, низ Југославија? Славо. Од сем љубена долега слушам дека бил судија, Дали имаш отидено кај него или има да он дојдено тука? Не. Пред колку време си имате видено? Не сум го ни видел. Он си е там школа завршил, јас само... Да се сретнете ке се познаете ли? Не, тешка работа. Јас знам га Колете и Мицу. Тие, значи, знам како и после се потрена не заљубен. Што да ги кажеме сега на вие, на тетка Мица, на Чичо Коле, на Чичо Веле, на Чичо Стојан, на Чичо Перо? Во владете те тија свека, значи тој како со с нив смо... На Чичо Љупчо, што да ги кажеме? Да ја пуштеме касетата. И касетата да ја пуштеме. Па касетата пуштете што друго. Пуно поздрав. И да ве посетат. Стојан куде е сак? У Скопје. И кој може да дојде да ве посети? Ето така. Ја сам 39-та, бабата 35-та. Како се земате со баба Митка? Со баба Митко се земамо пред војска. Значи, Колку години имаше ти? Ја имаше 19 години. Со стројници или со љубов, со сакање? Со стројници. Значи, видувале смо се позабави, ама так беше такова времето. На какви забави бевте? На свадби, на веселби? Па на свадби, манастири. Приредби на школото децата. Овде правеа се забави и така. Баба Митка од каде е? Од Малогари? Крвачко. 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 Значи се знаете со стројници. Ето така, со стројници. Значи сепак е било љубов на прв поглед. Ѓурѓовдан собор имаш у селото. Беа 6 млади невести тегајќи. У тај година, значи... У кој село? У Књежево. Од Ѓурѓовдан до Ѓурѓовдан, значи, у тај година и мора... Колку свадби имаше? Дедо Марко кажуваше поласка година дека имало една година 28 свадби од Ѓурѓовдан. Тој не знам. Ја знам, ние последната година, јас сам 58 жена. Да. Ето така, 58, 6 млади невести имаше поред. Тој доле се построија, рука да цунат, идат у врста. Значи, седнат у трапезарија и која како е дојдена. Која е најнапред дојдена у тај година, таа, па друга и поред, најпоследнија. Бабите свите живија од мужите и некои спомреа тие. Значи, отиша на другиот свет. Тие на други стран свет. А бабите се тие младите невести, свите се живи. Чичко Стојан, за крајот, што имаш да ни кажеш нешто вака за крајот? Нешто да сме испуштиле од оваа кратка репортажа за срандаци? Или па томе ти некое прашање? Сак е многу убаво овде, може нешто да се живее до негде. Така, работи најнема и овој џаде да е било овде се што се спроваѓа. Пред 50 години. Пред 50 години, да си остане народ овдева и да се ни. А ние сега ќе само по една лодка и ако направат браната и да пливаме таба и речи друго што. Да. Благодарам за исцрпното излагање. Стојане, ти имаш нешто да кажеш? Немамо ништо. Нема ништо да кажеш. Стрина Митко, имаш ли нешто да кажеш? Она сега ќе седе тука, млекото го работе.
Имаш ли нещо да кажеш на... Тия снимачите не знам коя година. Исти смо па. Я Па не съм- тия работници сме. Да. С миналото не съм била я. Аха. Кажи ми ти само, Чичко Стоян от любов ли го взема, како го взема и како се знаевте? Со Стоян. А? Стоян ли? Да, Чичко Стоян како го взема? Чекай ти кажа, той други подредия, не я. А други ли те поделят? Значи ти не го сакаше? Я не съм ga ни сакала, не. Леле. Ке изпадне и твојата како на Додокитан на Чичо Киме, на Додокиме, де. Така исто. Чекай ти кажа, имаше една сестра, я у Бел Камен се вика. Да. Анджелина. У Бел Камен и тия оба išao там на Льорал, место, дедананилото место, работиле го. На бабата, стара татко. Работила я местото. И овея, тамо, така, ай. Работник човек, работник. Сега не съм га нея ни видела, ни скакала. Па ти он кажа со љубов те земал, знаел те. Чекай ти кажа. Ама знаемо се познават. Дойде сестра ми Анджелина, се вика таа. Дойде у Кръвачко, майка ми на пазар беше. Ти свети снимаш. Сним, кажи збори ти, збори. Майка ми на пазар беше Кой да Богоматко грешиш? ми име. Дойде Анджелина, ти сакаш ли там како така да идеш там за той момч? А я па не го знам. Не си го видел. Съм го видела. Видуваме Да се. идеш тамо. Видували сме се, ама не сме уходили. Видували сме се. Дека не съм те нигде видела. Сак се забавам. Чичко Стоян. Добро. Се видували. Аха, добро. И? Той чека ти каже, Анджелина, не, я не чупа глава ки. Не чу я, дека викам, я ти иду у книжево она. Па диду на там на крато, не у книжево диду она. Да. На нам да се вършам до Емирица. Гледаш како паметно И размислување. си па кажуй. Нищо. Победе малко, е тега да сентия старецо. Дедо ми. Годин сговор. Дедо ми. Сговор дойдоа. Павле ли беше от Бел Камен? Кой беше? Павле. И дојдеа ти узговорлак. Додат на сговор. А ја си бител имаше, мотам си предја и платно ќе правим. Платно си правим. За млада невеста. За момче. Платно невеста, девојче кошулја. Да, за руба, кој да кажем. При момче да однесеш. Тия И шо ти вика тони кој дојдеа? Павле и... па така, да го знаете, девојчето, тај Павле. Да знаете. Тата ништо не вика. Татко ми ништо не вика. Това да. Дојдоа, еднаш дојдоа. А мајка ти шо вика мајка ти? Дојдоа па още Има нешто. девојчиња многу. Што ги прави? Она рече ќе дадено. Мајка ти. Па мора да го откачиш, што ќе работи? И Иде там. Вика иде тој девојче там. Не, да треба, вика, треба да идеш. Вика, ама ти да знаеш, може е лошо там, може ти со сила ли тя там. аха. А ја си сакаше там за тие ергени имаше пуно. Значи позгодни ергени имала. Имаше си ергени пуно. По њој не е снав. Да. Остари. Нешто мајка ме рече, ти едеш там И крај. нешто тети. И готово. Ти не може да преречеш. Па не ме дават тамо. Брат ми викат ли гори беше там. Дали си срекна сега за Чичко Стоян? Запали. Дека, за тука. Кръвачко там. Елјот мразат там. Стринамитка, ти срекна си цел живот што си заедно со Чичко Стоян. Мајка ми ќе те дадемо там. Имале и кажујат 90 овци имале. Ватле, ведо, они имат народо по 300. Они 90. Имам сиромаси, немале смо. Овци немале смо. А крупен добиток има ли? Телци, нешто, коњи има ли? Да. Па имаш и коњи, имаш и волове. Значи биле прилично богати. Богати од тоа време. Најбогати значи биле. Има ли 90 овци? Па имале са, ја па многу сам ги видела, ја... Аго. Ама имале са, ничува поливарана, мусртаци, диоде. Добро, Чичко Стојан сега шо ќе кажеш сега ти? Дали се тоа чиста вистина? Углавија ме мене тука. Ајде, таа неделја. Чекай, баш на задушница е Сења. Толку тој Ајде ќе идемо на гледање у Паланка. Овие да се справат од овде, срндаци. Павлинка е Па Тодор беше, Павлинка беше, Божана не е била. Павлинка беше, још Марика ли беше? Стоиле, Бободудин,
И шо? Беше. И шо На вика? гледање. На гледање. Да се гледам у Баланка. Ој домо и ние ој домо Значи во Поланка прв пат се видовте со Чичко Стојан, така ли? Вале смо се позабави, ама по таквие, ама не, например, не смо се не смо им биле у намера. Ја девојчиња овам, има она таму ергенчиња и не може да дојдем у... Татко ми беше, мајка ми беше, на Руса беше, братом ми Горбе. Важно ти задоволна си сега, срекна си со Чичко Стојан. Ојдемо таму, он што ќе ни даде тамо? Ние одбегнуваме од нега, не сакамо. Он што ќе да купени шикерчиња, шерени. Бомбони. Бомбони? Шерени шикерчиња. Тамо пружини на нас и он па, ние па, како неќемо со нега? Одбивамо, не? Тој па ли до одија, како биде после не знам. И биде работа. И на крај биде. Угодија го работата, виж. Важно. Со сватови. Со се и срекни сте. Чичко Стојан срекни си. Слушај, ја може да кажу да смо сретни. Да. Значи, поштуемо се у колку толку, па 60-те, јас и до војник, она се одева, ама при стари си, она, и детенци се породил одма. Ја ојдо една година бидо пред војската со њума, после 2 години војник, дојдо дете поизраснало. Там Не го познаваш. после се Он пише, нека тя толку писмо не знаеш. Ај, па да кофе животот бил. така. Да. Викам, нитки дете тоа чуваш, детенце тоа чуваш. Чуваш, јас со старите тој лошо, арно. Со Мрела ги налату. Видели нешто лошо од старите? Од старите имаше нешто лошо. Нека се не арно било. А да работимо. А што да ги препорачаме на младите кои ќе гледат оваа емисија? Да ги слушат ли старите или како? Ама јас сам имал па и занајат и тоа дека. Аха. Старите слушамо. Уоро не, ама свирење гајди, кафали и по тој. Браво. У тие работи така е било нај. Ако немаш никаков занајат, никој. Он ако не е тела, од таму они па друга ќе си ја дошла. Времето е прилично касно и сега. Да завршиме со разговорот. Томи имаш ли некој прашање? Да наздравим и да си одеме. Да наздравим и да си одеме, ајде. Видиш што? Да си одеме вамо горе. По срандаци ќе одеме. Мал. Ќе вечерamo, не? Сега ќе си одеме, сега. Млеко е, даве млеко е, ние видиш што. Да. Не сме гладни, не. 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 Не бива тоа. И минјак земе би ние се занесемо ово. Ајде. Ајде се зароме. Им помогу, Ајде, јас да ви мек, ја испија, ајде. И пони, абе, Тука завршуваме приказката.